Десетина поранешни функционери од времето на владењето на ВМРО ДПМН, помеѓу кои и експремиерот Никола Груевски и министрите Јана Киевски и Анкуловска, за кои во Северна Македонија се водат судски процеси, ја тужат државата во Судот за човекови права во Страсбург, при тоа повикувајќи се на аболицијата за нив на поранешниот претседател Иванов. Но во врска со ова во јавноста се појавија и одредени дезинформации дека Европскиот суд веќе донел позитивна одлука по однос на двете апликации, нешто што министерот за правда Маричик го квалификува како лажна вест. Според него, целата постапка во која државата е странка е во рана фаза. Стигна пред 10 дена стигна апликациите на одговор во владата, се уште ги разгледуваме во нашите институции, интензивно работиме и се подготвуваме. Мислам дека ќе направиме соодветна стратегија која што ќе работи во одбрана на владењето на правото и правната држава. А во моментот вкупно 342 жалби против Република Северна Македонија чекаат одлука од Страсбург. Во периодот од 2016 до 2019 година донесени се 65 пресуди во која е констатирана повреда на Европската конвенција за човекови права. 17 од нив се водечки предмети, додека 48 од пресудите се за повторувачки предмети. Од јануари до јуни годинава донесени се вкупно 8 пресуди и 3 одлуки за пријателско спогодување. Правата на кои што се однесуваат најчесто пресудите се повреда на правото на правична постапка, правото на приватен и семеен живот, заштитата на сопственоста, слободата на здружување, меѓутоа и многу сериозни повреди како правото на живот и забраната за мачење и нечовечко постапување. Познавачите на приликите велат дека се почесто македонски граѓани се одлучуваат да ја бараат правдата во Страсбург како резултат на недоволната доверба во домашниот систем, но откако ќе ги исцрпат сите правни лекови кои им стоат на располагање во земјава. Бројот на предмети спореден со бројот на жители во нашата држава е голем број. Тоа значи дека големо е незадоволството на граѓаните од постапките на домашните органи. И она што е најважно, има многу предмети каде што е покажано дека државата несоодветно ја има остварено својата улога. Според статистиката на Комитетот на министри на Совет на Европа, само во последните 3 години досудениот износ по основ на одлуки и пресуди кои државата треба да ги исплати на граѓаните кои ја тужат изнесува 582.215 евра. Од 45 од предметите кои што сега треба да бидат оштетени се повторувачки предмети. И ова е особено важно затоа што се додека државата е бавна и не постапува ефикасно во однос на овие пресуди од Страсбург, во тој случај само губи државата и ќе добиваме се повеќе и повеќе пресуди кои што треба да плаќаме. Од Охридска, Гласот на Америка, Мики Трајковски.